гледачи, добре дојдовте во првото издание на емисијата Бизнис Лаб, емисија посветена за економските влијанија, која е сликата на југоистокот, кога станува збор да се погледне низ призмата на економијата, на парите, на компаниите, предприемништвото, маркетингот, менаџерството. Ке се обидиме во тие 30 на минути кои што се посветени и дадени за емисијата Бизнис Лаб да одговориме и да поставиме одредени прашања, да ви помогнеме во делот на запознавање со бизнисот, како тој функционира, банките, каматите, сето она што е во светот на инвестициите, на развојот, иновациите. За почеток одбравме ова прво издание да го отвориме со Никола Делевски, професор по физика и воедно прв амбасадор на меѓународната мрежа за иновации, која што е под покровителство на Европската комисија. Еве го разговорот со него. Токму така, почитувани гледачи, како што кажав и во најавата, гостин во ова прво издание на Бизнис Лаб на ТВ канала ВИС е професорот Никола Делевски, професор по физика во Средното општинско училиште Никола Карев и воедно од неодамна и амбасадор на мрежата Сајан Сфикс во рамки на Европа. Професор Делевски, добро дојдовте во Бизнис Лаб. На почеток да на гледачите да им кажеме што е тоа всушност Сајан Фикс. Само малку ќе те коригирам, тоа е Scientix. Тоа е онлайн платформа која што е под покровителство на Европската комисија и Европската училишна мрежа. Онлайн платформа во која што дава акцент на соработка на STEM области. STEM области е наука, технологија, инженерство и математика. Споделување на искуства од цел свет во рамките на тие STEM области кои што спаѓаат. Така, како што кажа, вие неодамна сте и амбасадор. Како се станува амбасадор на ова онлайн платформа? На ова онлайн платформа Scientix објавува своји повици. Еден од повиците кој што заврши беше за Scientix амбасадор во различни земји од Европа. На тој повик јас лично сам се пријавив, бидејќи треба да се пратат таму, да се следат повиците. И по 7-неделна обука и полагање на тестови после секој модул, односно после секој отварање, тие ги собираат резултатите и давате на конечна оценка кој може да стане Scientix амбасадор. За да може да се стане Scientix амбасадор, по следењето на 7-неделната обука има евалуација, односно собирање на оценките и минимум со полагање на сите тестови треба да се има околу 64% реализирани. Полагањето на тестовите беше повторно онлайн на нивната платформа и се одвиваше со некои прашања кои што се дел од обуката, меѓутоа имаше и дел практична работа, односно секој учесник или пријавен за да биде Scientix амбасадор што требаше да се изработи. И тие сето тоа го сумираат и на крај дават конечна одлука кој може да биде Scientix амбасадор. Така, што се содржаат тие модули? Од областа на физиката или од повеќе области? Во Европа и насекаде веќе во светот немаме физика, хемија, биологија, имаме наука. Имаме science и затоа е Scientix, поготово STEM областите, односно наука, технологија, инженерство и математика се поделени. Полагањето, односно модулите и целиот курс кој што траеше 7 недели, опфаќаше претежно како функционира Scientix, што поддржува Scientix, како е организирана Scientix, кои се начините на соработка на платформата на Scientix, контакти со веќе амбасадори на Scientix и сето тоа се сумираше и на крај се даваше на конечна оценка. Така, кои ќе бидат вашите надлежности како амбасадор? Еве сега веќе по завршувањето на божикните и новогодишните празници почнуваат да стигаат мејлови од Scientix на секој Scientix амбасадор со задолженија кои што ги има тој амбасадор. Бидејќи јас сум Scientix амбасадор во Република Македонија, само да кажам дека претходно исто таков повик имаше во Република Македонија и имаме веќе 7 Scientix амбасадори и сега со овој повик не сум сигурен колку има, бидејќи тоа сето онлайн се прати, може да се провери на Scientix на платформата. Како задолжение, односно како дел од работата на амбасадорот на Scientix, и самото име кажува амбасадор, мора да правиме презентација на Scientix во Република Македонија. Како се реализира презентацијата на Scientix? Се реализира преку обуки, се реализира преку предавања и како моја задача и главна цел ќе биде презентација на Scientix на ниво на Република Македонија.
Во Република Македонија, бидејќи Scientix е конзорциум од 31 Министерство на образование, со седиште во Брисел, и бидејќи под покровителство на Европската комисија, секоја земја си има своја контакт точка. Во Република Македонија контакт точка е невладениот организација, односно Сдружение на граѓани пријатели на образованието. И цела функција и цела работа тргнува од нивна страна. Значи за некој, не дај Боже, проблем или било каква реализација на обука или било што, ги контактираме нив, па Scientix директно. Таму секој амбасадор си има назначено свој координатор, кој што контролира неговата работа и му помага пред се во работата. Така. Со оглед на тоа што станува за едно прилично обединување, здружување, платформа на повисоко ниво во кој што се вклучени Министерствата за образование, самата Европска комисија. Тоа од една страна е признание, предпоставувам, за значењето на науката воопшто во целокупниот општествен развој, од една страна. Меѓутоа со тоа што се спушта на основно образовно ниво. Значи ли тоа дека оваа платформа, нејзина крајна цел е филтрирање на најдобрите кадри на ученици кои што понатаму можеби добиваат стипендија за да студираат и учат на некои високообразовни школи? Која е, освен промоцијата на науката, нели, која е така крајна и повисока цел која што има платформата? Како крајна цел е соработката на STEM наставници. Бидејќи Scientix како платформа нуди можност да се вклучат на неа три групи. Едната група е наставниците, односно учителите, професорите кои што се занимаваат со STEM области. Другиот дел е ние како амбасадори и некои научници кои што сакат да членуваат. И третиот дел се, како да кажем сега, тие што ја создаваат образовната политика. Scientix е отворен за сите групи. Scientix како крајна цел има да ја расшири мрежата на STEM науките, бидејќи во цел свет има голема побарувачка од STEM области, а се помалци и помалци ученици, односно луѓе се занимаваат со STEM, а побарувачката на трудот на пазарот е многу потребна за такви области. И сега Scientix е всушност платформа која што ги собира искуствите од цел свет. И таму има директно споделување. Значи, колеги амбасадори, дури не мора да бидете амбасадор за да можете да споделувате материјали. Се споделуваат материјали кои што можеме да ги практицираме во нашата дејност. Каде сме ние во Македонија во однос на другите држави кога станува збор за науката во образованието? Еве, исто така пред неколку денови под ваше менторство освоивте награда, прво место, да. Дали тоа се исклучоци кои што се резултат на индивидуален ентузијазам и желба на децата да им се пренесе науката, и потребно ли е во Македонија системско решение за развој на науката внатре во училиштата од најмала возраст, па да речеме? Мислата ви е сосема на место, бидејќи една малце најзахтевна професија е професијата на да бидеш професор, учител или наставник. Бидејќи многу се бара, а малце се вложува. И сега овде пак доаѓа индивидуалното, односно индивидуалната мотивација на секој наставник како ќе организира сето тоа. Не знам, некако поедовна точка, барем за мене лично можам да кажам, беше учеството на Европската недела на кодирањето. И мислам дека од таму се почна. Кога видов како споделуваат луѓето во Европа, како работат во Европа, не сме многу далеку. Меѓутоа ни треба мотивација. Ни треба и малце некаков фидбек од самите ученици. Да видиме дека се тие самите за себе заинтересирани за својата иднина. Бидејќи ние воспитуваме и предаваме знаење на генерации кои што подоцна треба да го градат ова општество. Не само во Република Македонија, туку во цел свет. Така, дали преку оваа мрежа може да се добиваат и финансиски средства за поддршка на одредени проекти, научни истражувања кои што се спроведуваат во... Точно. Бидејќи Scientix на својата платформа споделува се што е поврзано со STEM области. Значи, повеци за проекти, учество на работилници, директно тие самите ги повикуваат наставниците во Брисел за бесплатна обука. Значи, бираат кои да бидат таму на таа обука. Исто така, секој наставник кој што едноставно креира профил, може да споделува своји материјали. Тие материјали ги прегледува Scientix како платформа и ги поставува на нивната платформа. И потоа се бесплатни.
Значи сега малце од образовна гледна точка тоа е веќе готов продукт. Само треба да се даунлодира, да се симне од неговиот портал и да може да се употреби во нашата настава. Така, колку кај вашата фела постои расположение за прифаќање на овие нови начини? Имаме колеги, имаме расположение. Сега сакале некеле тоа е веќе светска политика, мораме да ги негуваме науките и STEM областите. Не можеме да функционираме без нив. Колку и да се трудиме нешто, малце општествените науки можеби ќе се налутат, меѓутоа светот го контролираат STEM областите. Без наука не можеме да градиме општество. Да. Расте ли интересот кај учениците за овие предмети? Да. Мене во Солон Никола Карев општо ме радува што повеќе и повеќе сега гледаме веќе девојчиња доаѓаат. Ако имаше некој стереотип дека инженер мора да биде само машко или научник дека може само машко да биде, сега имаме се повеќе и повеќе девојчиња. Правиме моебет тргнувајќи од машинска струка, каде што сега ќе кажеме машинец, добро, мора да биде машко, не. Значи се повеќе и повеќе девојчињата се заинтересирани, бидејќи профилите кои што ги нуди нашето училиште се интересни на пазарот на трудот. И струките кои што ги нудиме, обуките, практичната настава се подготвени кога ќе излезат да бидат на некој степен веќе спремни за пазарот на труд. Да. Колку имате расположение кај бизнис заедницата, со оглед на тоа што секој пат е тешко да се дојде до пари и финансирање на проекти, дали кај бизнис заедницата постои една, да речам, дури општествена одговорност или чувство за финансирање на школите, на опремување на лаборатории, можеби на финансирање на конкретен проект? Треба ли тука малку да се работи и на подигнување на свеста и на луѓето кои што го имаат капиталот во своји раце и кои што може така да помогнат за повисока цел која што можеби повторно уште повеќе ќе го удвостручи тоа што е вложено? Па не можеме веќе да направиме остра граница меѓу приватниот сектор и образованието. Бидејќи приватниот сектор, моје мислење, некој начин ќе дојде да биде двигател на образованието. Зошто? Бидејќи има побарувачки. Нема работна сила и бара. А штом бара, значи мора да вложува во образованието за веќе да добива некои спремни ученици, профили кои што ќе може да ги искористи во својата работа. А за да инвестира, значи мора да учествува во проекти. И со сето тоа следење на тие онлайн платформи, Европската училишна мрежа и сега како Scientix амбасадор, се повеќе и повеќе се дава акцент на прво девојчињата во STEM науките, а подоцна на професионалците, односно приватниот сектор, да се вратат во образованието. На Scientix веќе има една таква посебен дел од платформата, каде што се држат предавања и обуки и можете вие сам да си поканите некој си професионалец од приватниот сектор да ви држи обука, односно и предавање, за да може да собере некој си кадар кој што подоцна на него ќе му биде потребен. Така. И за крај да се вратиме и на уштените добри вести за освоеното прво место. Каков натпревар беше, како се вика ученикот што освои награда? Ученикот со кој што учествувавме од прва година градежна струка, Илија Диков, иницијатива, односно потик имаше ГЕТ институтот, германскиот институт кој што се наоѓа во Скопје. На негов повик големи идеи од мали пронаоѓачи беше насловот на надпреварувањето. Аплициравме и морам да кажем дека идејата беше на ученикот. Менторот си е ментор, си има своја улога како менторирање, меѓутоа самата идеја беше на ученикот, а споделувањето дека има повеќе на менторот. Еден од најзаинтересираните ученици беше ученикот Илија Диков. Неговата идеја беше да се добива електрична енергија од водата која што влегува и излегува од домаќинството. Ја сработивме, претежно пак ќе кажем, тој ја сработи под моје раководство. Ја пративме идејата и по разгледувањето имало околу 100 некаде апликанти. Од средното образование најмногу поени, односно таму од Джиро комисијата што се формирало, било на нашиот ученик, односно на Илија Диков. Дали овој натпревар беше национален или национален натпревар?
Колку има, значи таа интересна идеја да се создава електрична енергија од водата што ја користиме во домаќинството. Колку после ваквите идеи живеат или умираат со самото доделување на дипломата? На оние кои што малце ги следат повиците, сега некако како реклама или не знам што, меѓутоа УСАИД има веќе повици за стартап. Знам дека имаме фонд за иновации и инженерство, да не сме фатите за збор дали е точно, и тој има повици за стартапи. Значи, секоја идеја има шанса да се реализира со едноставно основање на стартап кој што подоцна може да се развива. Малце заостануваме зад регионот. Значи, Хрватска веќе неколку стартапи, можам да кажем дека заработуваат милиони. Србија и тие се веќе напред. Бугарија веќе да не правиме мовет, бидејќи премногу се вложува таму Европска унија. Така да со стартапите ни се единствена шанса за да можеме да имаме некој бенефит и финансиски фидбек после на самата идеја. Така. Професор Делевски, јас ви благодарам за ова вовет и запознавање на нашите гледачи со она што ќе ви биде дополнителен повик во периодот што следува како амбасадор на ова онлайн платформа. Ви благодарам за учеството, за тоа што споделивте со нас искуства и од секојдневната работа како професор по физика. Се надевам дека ова нема да биде прво и последно наше видување, дека повторно ќе бидете дел вие, вашите ученици и активностите од емисијата Бизнис Лаб. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на заинтересираноста. Се надевам на понатамошна соработка, бидејќи мора да правиме промоција како на образованието, така и на иновациите, за да можеме некако општеството малку да одиме напред. Така. Благодарам вас, почитувани гледачи, останете и понатаму со содржините на Бизнис Лаб кои следуваат. Да, тоа беше интервјуто, разговор со професорот Делевски, амбасадор на науката во Македонија во рамки на онлайн платформата на Европската комисија. Ние во ова издание, прва емисија на Бизнис Лаб, ќе продолжиме со компанијата Multichem од Струмица. Како изгледа една домашна компанија, како се освојуваат пазарите дома и во надвор, како и што треба за поттикнување на бизнисот и подобрување на бизнис климата во Македонија. За сето ова во наредните минути Multichem го посети мојата колешка Сузана Мицева. Еве што донесе од таму. Малкумина знаат дека дел од производите за одржување на домот кои што секојдневно ги употребувате, како средство за стакло или политура за дрвените површини, се произведуваат во Македонија, и тоа токму во Струмица. Малку познат е фактот дека некои од најзастапените производи на полиците во супермаркетите се мешаат во лабораториите на домашните фабрики. Во посета сме на компанијата Multichem, која што долги години се занимава со производство на така наречената домашна хемија. Компанијата постои 14 години веќе, влегува во 15-та година, се занимава со производство на куќна хемија. Имало обиди и собствени брендови да произведува, меѓутоа сега малце фокусот ни отпаѓа на производство на брендови, на производи за познат купувач. Да кажеме, наш најголем клиент ни е Илирија и сме доста горди на соработката со нив. Значи целиот бренд Чисто, кој значи многу на бившиот југословенски простор, се произведува овде. Малкумина тоа го знаат, меѓутоа тие квалитетни политури и средства за чистење се произведуваат токму овде. Се специализираме, значи, на производство на производи за познат купувач, за познат производ, за позната формулација.
Во догледно време имаме планови за развој на наш собствен бренд, за наш собствен производ, меѓутоа ќе оди малце повеќе во друга насока. Сакаме да влеземе малце во еколошко производство, органско производство, така да со наши партнери од странство развиваме нова линија, што наскоро целиот проект можеби за година дена би го заокружиле. Инаку за тие 14 години фирмата претрпе доста турбуленции од голем раст па до влегување во кризни моменти и промена на собственост. Последните неколку години е стабилизирана. Менаџерот на компанијата вели дека македонските фирми се борат со предизвикот за позиционирање на пазарот, што не е лесно, бидејќи пазарот е веќе освоен од моќни компании со долгогодишна бизнис традиција и изградени брендови. Па правењето место за собствените производи е тешка, долготрајна и исцрпувачка борба. Главните предизвици е за тоа што самиот пазар на куќна хемија е многу сегментиран, е широко поесен и е многу конкурентен. Значи, во овој сегмент имаш од најаки брендови, од најаки компании како Procter & Gamble, Henkel, Johnson & Johnson, па до мали производители, јас ги викам од сомнително потекло, кои можеби и не ги застапуваат стандардите, не ги застапуваат доволно и сите законски регулативи, меѓутоа се на пазарот и се конкуренција. Така да предизвиците се да се најдеш, да си го најдеш правото место. Зависиш од дистрибутери, зависиш од добавувачи на репроматеријали, така да сето тоа треба да се укомпонира за да функционира. Македонските компании најмногу патат од недостаток на суровини за производство, особено од домашно потекло. Секој увоз набавка од странство дополнително им го отежнува не само процесот и времетраењето на производството, туку ја зголемува и основната цена на чинење на производот. Со тоа стануваат поскапи и неконкурентни во однос на други компании од европските земји. Токму затоа компаниите наоѓаат начини со кои би ги смалиле трошоците, како на пример во Мултихем, каде набавиле машина за собствено производство на амбалажа. И можеме да констатираме дека посебно после затварањето на Охис како хемиски гигант, Македонија го изгуби ова примарно хемиски суровини, значи базна хемија. Во Македонија немаме базна хемија. Базната хемија не е само потребна за хемиската индустрија, потребна и во прехранбената индустрија, потребна и во другите. Ние не сме земја од развиена тешка индустрија, имаме лесна индустрија, значи базна хемија треба секаде. Ние имаме многу голем проблем со набавување на репроматеријали, посебно што сме имал пазар. Значи, да тргнеме така, еден од поголемите добавувачи на репроматеријали се Турција или да кажеме една Италија. Најевтинот за да бидеш уште по-конкурентен би требало Кина. За Кина треба страшни количини. Второ би било врзување на средства, на долг рок да ги имаш хемиите, на краток рок да ги врзеш парите. Втор хендикеп ни е логистиката и транспортот. Значи, ние немаме пристаништа за да добиеме ефтини цени. Железничкиот сообраќај ни е слабо развиен. Значи, тие се двата најефтини транспортни алтернативи. Значи, единствено ни останува само камионскиот патен сообраќај, кој важи за поскап сообраќај. Сето тоа прави да во поглед на одредени земји ни останува единствена конкурентност наша да биде се уште ефтината работна рака и добрата локација. Меѓутоа, и хемијата е сличен производ каде што не трпи некој голем радиус на маневрирање. Значи, некој радиус од 1000 до 1200 км во радиус има некоја исплатливост со камионски транспорт. Се другото веќе доаѓа на сметка на конкурентноста. Значи, полскиот пазар е многу развиен со хемиска индустрија, Чешка, Словачка имат развиено производство, така да се соочуваме со јака конкуренција, а од друга страна тоа што ние сакаме да ја дигнеме цената на работната рака,
од друга страна би правило проблем за понатака за конкурентност. За успех и процот на домашното производство, компаниите велат дека не е доволен само нивниот труд, туку и нови државни стратегии со кои ќе им се помогне на македонските компании и домашното производство. Мерките кои што досега ги најави владата ќе им помогнат, велат предприемачите, но на долг рок најголема помош би имале доколку се стимулира вложувањето во нови технологии. Ајде да кажеме неколкуте мерки што се најавија. Прво, изедначување на условите со странските и домашните компании е одлична мерка. Второ, помош за зголемување на цените, зголемување на платите кај работниците со субвенционирање на дел од државата, и таа е добра мерка. Според мене, кај нас многу битно, затоа што сите фактори кои ќе ги земеш во предвид, на крајот на денот ни останува дека продуктивноста, ако ја зголемиме ние продуктивноста, на пазарите веќе полесно доаѓаме. Ако ја зголемиме продуктивноста, од една страна ги намалуваме по единица производ цената на чинење на производите, а од друга страна со зголемена продуктивност ние автоматски ја зголемуваме и платата, тоест учеството на работникот во финалниот производ. Така да може би мерката за помагање на зголемување на платите краткорочно ќе даде ефект, меѓутоа долгорочно мора државата да размислува да ги помогне компаниите, посебно производните компании, да можеме да си ја смениме технологијата. Лошата инфраструктура им стои на патот на компаниите за интензивирање на регионалната соработка, иако има најголем потенцијал за нејзино интензивирање. Македонската индустрија и сега се потпира на добрите бизнис врски со соседите, како и земјите од регионот. Бариерите, убаво нотирано прашањето, бариерите се повеќе во патната структура, инфраструктура. Иначе Македонија и Бугарија посебно имаат тесна соработка со репроматеријали, со готов производ, малце повеќе со репроматеријали. Тие уште важат за држава која ефтино се набавува, можеш да набавиш репроматеријали затоа што имаат пристаништа и користат поморски сообраќај. Со нив е малце потежок комуникацијата, логистички, пак е камионски транспорт, па нема некоја убава поврзаност, посебно да кажеме Струмица не може да се пофали со многу добра патна инфраструктура. Меѓутоа соработката со Бугарија, со Србија, тука регионално, со Косово е се на повисоко ниво и се подобро. На крајот на краиштата, пак ќе кажем, секој производ си има свој радиус на кај што може да трпи и трошкови и манипулација, така да ние мора регионално да се држиме. Значи тие регионални окрупнувања мора да постојат. Тука ние на нас и Турција како држава која може да не снабдува со репроматеријали, а па друга предност ни е што они тешко влегуваат во Европа. И тука би имале ние некоја компаративна предност спрема нив. Од нив би зимале ефтини репроматеријали, а ние би пласирале готов производ на европскиот пазар. Милановиќ смета дека македонското производство не заостанува зад европското. Компаниите ги исполнуваат стандардите и квалитетот на Европската Унија. Посебно во ритейлерите, тоест во препродавачите, трговските ланци и така натаму, они уште на време се имат заштитено, се имаат направени своји сопствени стандарди и тие стандарди ги налагаат на сите нивни добавувачи да ги имплементираат. Со тоа тие се заштитуваат од можни грешки, од можни несакани последици и така натаму. Значи, тие се многу добро организирани. Сега, во однос на тоа дали имаме предност или не, пак ќе кажем, ние се соочуваме со логистички проблем. Логистичкиот проблем на нас е огромен проблем, затоа што државите од југоисточна Европа, како Полска, Чешка, Словачка, се доста поконкурентни, имаат развиена патна мрежа и се малце понапред во имплементирање на тие стандарди. Кај нас веќе кога помина трендот на ISO 9001, кога сите видоа дека не е само да го имплементира за да го имаш, дека има многу бенефит од него, се имплементираат се повеќе и повеќе стандарди и ние се
барем тие компании кои работат со Западна Европа, веќе се приближуваме кон стандардите и кон квалитетот кој го бараат европските пазари. Може би бројчено не можеме уште да се пофалиме дека е многу имплементирано, меѓутоа сметам дека компаниите се во тој правец. Мултихем функционира како заштитно друштво. Дел од вработените во оваа компанија се со инвалидитет, што според Милановиќ ги вбројува и во општествено одговорните компании. Заштитни друштва се сметаат компаниите кои вработуваат одреден процент на лица со инвалидитет. Треба да се запази процентот 60-40, лица кои може да придонесат во производниот процес. Кај нас се директно вклучени, повеќе се сметаме за општествено одговорна компанија. Државата ни дава некои бенефити, не следуваат субвенции од вработување на инвалидни лица, не следуваат помош при купување на нови машини, при купување на опрема, следуваат, меѓутоа кај тие лица е намалена продуктивноста и тоа е еден вид компензација за нивната намалена продуктивност, меѓутоа има бенефит. Ако ставиме се на страна, ова е еден убав општествено одговорен процес, кај што тие луѓе инклузивно ги ставаме во процесите, се социализираат и мислам дека посебно нашите вработени овде мислам дека се доста среќни и задоволни од тоа што го добиваат, се чувствуваат потребни, се чувствуваат во процес кај што нешто стварат и за тоа се добро наградени, си заработуваат и за сопствениот живот. Развојот на Мултихем Милановиќ во иднина ја гледа со серија производи кои што ќе бидат на природна и еколошка база. Токму на овој начин на производство во последните години се чини дека се ориентира и светот, со оглед дека свеста на луѓето расте како и нивната заинтересираност за тоа какви производи купуваат. Генерално за слични производи кои се произведуваат, мислам дека пазарот е веќе заситен. Меѓутоа мора да бараме алтернативи, мора да бараме нови речења. Знаеме дека свеста кај луѓето се развива, еколошката свест е се поголема, здравствената свест е се поголема. Ние одиме во правец на развивање, како што порано кажав, со наши странски партнери, во развивање на линија на производство на еколошки производи, целосно еколошки и целосно органски производи. Ние знаеме дека тие ќе бидат малце поскапи и знаеме ние дека нашата држава и дел од Балканот не може многу да абсорбира се уште скапи производи, меѓутоа нашиот таргет се скандинавските земји, високо развиените пазари, кај што нивната свест, општествено одговорна свест е на високо ниво, екологијата се повеќе им станува број еден тема на разговор и мислиме дека ќе направиме бренд мала тајна, нешто зелена иднина, green future, нешто. Дали тоа значи дека би биле потребни и домашни партнери, можеби производители од областа на аграрот кои што ќе треба да ви произведуваат органски суровини или сепак за тоа се уште не е? Како што кажевме, базната хемија во Македонија е многу ниско развиена. Ние целосно сме зависни од увоз, меѓутоа со неколку владини мерки најавија дека ќе се дават приоритет на производство на производи кои се во главно увезуваат. Се надеваме дека некој ќе препознае здрав бизнис и би ни бил иден потенцијален партнер. А во оваа емисија Бизнес Лаб да погледнеме и за секторот градежништво. Имено статистиката покажува дека градењето на станови од метрополата, од главниот град се сели во внатрешноста. Според Државниот завод за статистика, најмногу издадени одобренија за градење за колективни згради има во Прилеп, второ место Струмица, трето место Охрид.
Агентите за недвижности велат дека интересот за купување станови во Струмица е се уште голем и со оглед на големиот број досега продадени станови, но на што во иднина го гледаат како можности, како тренд кој што ќе се развива е изградбата на куќи. Во продолжение да го погледнеме овој прилог. Изградбата станови од метрополата се сели во внатрешност. Тоа го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Така во ноември лани во Скопје биле издадени само 306 одобренија за градење нови станови, што е драстичен пат споредено со претходниот месец, кога биле дадени скоро 1000 градежни дозволи. Според статистиката, прв на листата градови освен Скопје, каде што има најмногу одобренија за градење, е Прилеп со планирана градба на 67 станови, пошто следува Струмица со 45 нови станови и Охрид со 40. Струмичките агенти за недвижности велат дека пазарот е се уште активен. Доколку направиме пресек колку досега има направено и се уште се градат стамбени згради за колективно живење, можам да заклучам дека и доста станови се продадени. Моје мислење дека пазарот со станови ќе биде активен, но со намален интензитет конкретно во Струмица. Причина за тоа е што голем број на станови се веќе продадени. Има и направено, но и уште се градат, со што ќе биде доволно овој пазар да не биде и презаситен од понуда. Струмица ќе остане атрактивна бидејќи градот нуди перспектива и за околните помали општини. Според моје мислење, ширењето на локации каде не се предвидени градби за колективно живење ќе придонесе во иднина да се зголеми интересот за градба на куќи, вели Јане Ангелов, агент за недвижности. Според познавачите на пазарот, најдобра година за продажба во Струмичкиот регион била 2015-2016 година, а најголем интерес за станови има кај млади брачни парови кои се жители на привремен престој во странство. Ангелов вели дека има и внатрешна миграција од Валандово до Иран, Радовиш, Богданци, Босилово, Новосело и Василево. Статистиката на државно ниво покажува дека тешко се продаваат новоизградените станови. Според бројките на Агенцијата за катастар заклучно со јуни, имало 3663 станови кои чекаат купувач. Продажбата на станови во споредба со градба е мала, покажуваат податоците. Поштовани гледачи, јас ви благодарам што се дружевте со нас во ова прво издание на емисијата Бизнис Лаб. Се гледаме со нови содржини наредниот четврток во 20 часот. До тогаш останете во добро расположение и секако гледајте ТВ канал ВИС.